Славчо Дураков за себе ќе рече дека е осамен човек и никому не потребен. Роден во Велес и пораснат во многутетно семејство, за себе ќе каже дека имал и тешко и сиромашно детство. Релативно млад се оженил и создал 3 деца. Живеел како домазет во куќата на сопругата, која за жал млада умира и го остава сам. Со минимални средства овој човек е принуден и да плаќа кирија и да го помине месецот. Невозможно е, ќе рече тој, да го изведете тоа и да преживеете доколку не питачите и молите за храна. Но овој човек не му преостанува ништо друго, или да продолжи да сонува, или да го стави своето срце на дланка. Денеска со екипата на Срце на дланка сме во Велес, кај еден човек кој што до никогаш имал се, имал сопруга и живеел барем малку помирен живот. Денес останува без сопруга, бидејќи таа умира, а тој нема никакви услови за живот. Славчо Дураков. Славчо Дураков, да. Јас сум Оливера од Срце на дланка. Да сме здраве жива, Господ, арно довоте, Господ здраве да ви дај. Се пријавивте во нашата емисија. Веројатно имате проблем. Имам. Со што се соочувате, Славчо? Со ништо, еве, одам дрва, цепам од Вардар, зимам дрва, социјално зимам 400. И од тоа живеам. Ова ми помага ваа, како се вика, сестра ми помага за јадење од кујната, зима ваму што даваат од Скопје, па јадење, она ми носи. Иначе, би биле и гладен? Колку пати сум бил и гладен. Она, ако не, сестра ми не може да обставам од јадење, од ништо. Од ништо. Тука живеете? Дали е ова ваш дом или? Не под крија сум. А зашто 4 години под крија, па нема. Првата жена ми умре, живеев кања во куќа да имам од неа 3 деца, имам едно, 2 женски, едно машко. Со децата се гледате ли? Се гледам со малиот, одам горе на Коник живее. Коник. Да. А во меѓувреме не сте вработен? Не сум работен, приватно работе порано ХИВ, Кожара имам работено приватно, Кирил Чучук приватно, у тоа разтовар. Државо немам работен. Немате. Да, нема. Се уште сте и млад за пензија? 60 години сум. Не. 62. Стаж немам никако стаж. Учев овие специјално во школа Маца Овчарова. И деца кај мене завршија таму Маца Овчарова од првата жена. Првата жена ми умира од рак. Дебелото црево. Сестра ми помага, онако не е, ништо не може. Каде, во која куќа живеете? Ева сум. Ја лези. Секоја чест на сестрата што ве гледа. Секоја чест на сестра што ми гледа, онако не е готово. Умрем за одем. Од глад. Од кој нашо дал, ја ми носи. Ја лези. Овде живеете, во вас? Тука живеем, што добро. Колку толку добро е. Како... Ја чистам, ја перам, ја сам се. А дрвата како ги... Дрвата тука ги носам од калинија, од линија, близко ми. Со вреќата нарамо и имам пила. Од млад имал проблеми со здравието и тоа ќе биде причина поради која нема да може сериозно да најде работа и начин да преживее. Се жени и заминува во куќата на сопругата, каде му се раѓаат 3 деца. Ја во Бабон имам пораснато, половина живот. Таму живееме на куќа. Сама беше таа куќа до линија. Немаше ни струја ни вода. И стариот купи куќа ваму горе. Едно место и... Немате ништо од татко, мајка, татковина? Татко ми умре. Одамна умре. Пиеше многу. Од срце умре и он. Но нема... Он умре на 60 години, 62-3, на мои години. Одамна е умре, од Југославија. Но немате никаков имот, куќа? Имаме доле у Бабона, земја порано у Бабон имаме, ама на пумп заливавме. Чушки, патлижани, кромпри садеме. У Бабона кој живееме. Плюс раце, плюс кавите се беа. Ама не можеме да му речеме, не можеме во Анова. Беше домаќен, не гледа, он пијани се беа, не носеше дома јадење се. Не гледаш стариот. Сите сме по една година родни, 6 души по една година. Сестра ми 58, тој брат ми 60, јас 62, тој еден што е 64, еден од 66 и најмалиот е 71 роден. Со родителите живеев додека бев мал, до 13 години живеев, стариот после умре, мајка ми сама остана, ја зема брат ми Австрија живеела. А мајка ти е жива? Жива е, 39-та е родена, она е жива, 85 години. Не се јавува мајка ти да те побара, да праша за тебе? Идат тука браќа од Австрија, ќе дојдат и пак ќе се отидат. Ќе ми даде еднаш во една од 100 евра и други од 50 евра ми дава. Одамна се таму. Имам средно у Скопје, завршив 3 години. Осма тука завршив у Маца Овчарова и средно у Скопје. Као бравар имам завршено. Жената ми се викаше Гена. Имав 3 деца со неја. Само деца не ме сакаат.
мали од така и така деца, не ме сака черка и ова друга, рушка. Добро ќе ме сретна неко пат чаршија, тату елава му, ќе ми дадат 100 динара 200, ама не стално. Кој ќе ме сретна чаршија, ми помага, ми даваат некој динар, колку за јадење, ме жалат. Черки ми се. Што се случи со вашата супруга? Каков живот имавте со неа? Со неа убаво си живе, ни караници, ни тепачки, ништо и малиов камен ја однесе на снимање ваму прифатно. Она зимаше и нега и социјално. Беше болна. И надоа рак на дебело црево. Беше у Скопје на преглед ваму, таму, у државна болница. Со мене беше, одевме заедно. Коста не и беше паната. Се беше јака, здрава. И има сестра у Германија. Аде, вика, дадо, ја ќе те носам за Германија, вика. Живото ќе одам за тебе, вика, сите пари ќе го оставам, само да остане жива. Ваму, таму, отиде у Германија и рекле на сестри ше у Германија, джабе, вика, колку сите пари да ја даеш, вика, не бива. Ќе умре, вика, готово е. И дојде овде, уведе со авион, дојде. Сестри и дае 1000 евра и дае. И ја, многу ми беше жал, плаче за неа. Деца со неа, многу брак бев со неа. И ја носам у болница, ја носев, количка ја ставив, пелени тоа, пемпази и менјав се. Носто пемпази ги менјав. И едно време у болница ја носам у вецето и менјав тоа пемпази, она вака ка умрена беше. Пиеше тие апчиња од 50 мг. Така ми рекоа докторите и купив. И таман ја ставиме на инфузија и она почина у болница. Ја викнав сестра ми ја присолбече, сестра ми ја присолбече, земаме чебиња нови. Черка кај мене зема нови чебиња и купи. Чорапи, било тоа се ново. И ја бев таму тоа ладнечата у црква. Други ден ја закопавме. Се умислила бев, плачев, на неа мислев. Абе живо со неа бев 22-3 години у брак, а супруга кај мене викаше да го гледате, вика, татко ви да му сај да не го мататирате, вика, човекот. Јас сум мирен, навина не сум мирен сум. Не скам ни тепачки, ни закачки со никој. Од тогаш и вие кога сте пола човек? Па пола човек сум, што да правам ја? Ја ничема, така ми била судбината. Кога ме викаа бреќа за странство да ми носи, ја улов не отидов. Од смртта на сопругата до денес, овој човек сменил многу места за живење под кирија и повторно живее тешко. Зема парична помош од едва 4400 денари, а истите, вели тој, не му достигнуваат само за да плати кирија и да купи терапија за неговите здравствени проблеми. Веќе и луѓето низ чаршијата го знаат и му подаваат по кришка 2, за да не останува често гладен, а имало и периоди кога е принуден да оди по канти за отпадоци и да наоѓа фрлена храна, доколку не се снајде да работи приватно. Тука сум 4 години. 4 години, ама нема мај ништо. Сите пари ми зима, нема волја за живот. Сам перам, сам чистам. Колку пари зимате од социјално? 4400, 4500. Преку оваа социјално сум ја, не сум доле на пазариште. Ваму кај уред имено социјално. Ако не ми се вие пари, нема од што да живеам, што ми ги даваат. Од 80 пари ми ги даваат. Од 80. Колку години има сега? 35-6 40 години. Јас со тие пари живеам. Колку тоа ви е доволно за кирија, за сметки? За кирија, струја и вода. Толку. Па како живеете останатите денови? Како живеам? Ти викам, луѓето ќе отидам чаршија, ќе ми дадат 100 динара, 200, 300. Нема што да јадам. Ама не тие што ме знаат луѓето, не на секој. Тие што им перам, што им чистам, што им надувам, што метам едно друго. Ѓубре што им фрлам, на тие им барам што ме знаат, не барам на секој ја. Ќе ми напуна сарма, било што. Сарма, кромпири, граф, со кабаси, било што, салати, малати ми даваат. Што да правам? Ја викам, Господ здраве да ви дае, да ми живеат 1000 години. Ама така е што. Не крадам, не лажам. Почнат човек сум, не сум осудуван. Колку пати сум останал гладен и по континентите сум збирал. И тоа сте во Ходам и по континентите, не ве лажам. Ќе оставам ваму, таму, закачуваат леп на кантите, го зимам, било кабасе, било материјали, ќе се донесам дома, ќе се јадам. Ево, пилјариве ваму ми даваат, ме знаат, ќе им помогнам нешто пилјариве, ќе ми дадат чушки патлиџа, на други ќе ми дадат, кромпири си правам анџа сам. Работев, прифатно работев, у Киев, у Киро, Чучук, у Маслодјан, секаде имам работа, ама прифатно. Стаж немам. Немам стаж, 1 година немам стаж.
се приватно. Ја лесна работа. Чистам, ѓубрето ќе офрлам ваму таму некој по зградително чистам, што да правам? И тоа го работите на Што да машите. правам? Чистам и го фрлам ѓубрето доле у кутинер. Видите дека сте били и сериозно болен и парализиран. Сте лежали. Бев. Не може на нози додам. Не знаев, таа болест никој да не ја фане. Не може да мрда на носи. Не може. Паѓам. Жена ми, која беше жива, ме скорнуе. Не може да мрда. Викам, викни дома брза, викам помош. Дома брза помош. 6-7 инекции примив. И баш кај напчина ми дадоа црвени, румени. Не ви ги пив. И, не може и леп да ја, ништо. Фала на Господ, жена ако не беше Бог да ја прости, она ако не беше ќе умрев. Ја и она сами се гледавме. Тешко е што да правам. Ја не знам што да правам. Кој сака ваков живот да има? Никој. Вие имавте некоја причина поради која што од млад земате таква помош? Од 80 Имавте некој здравствен проблем? Имам ти викам, од срце сум болен. Не можам тешко да кредам. Колку пати чарша ќе паднам. Меѓу болница, енекции, инфузии. Сте аплицирали ли за социјален стан? Не. Братов аплицираше, му дадоа. Зиза му даде стан. Зошто вие не аплициравте? Кај знам, не знам. Треба да направам, не знам кај додам. Треба да ми помогне некој. Што е за вас подобар живот? За мене? Да бидам суреден. Суреден да бидам, да имам куќа, као човек да живеам. Да најдам некој да ми помогне у куќава. Се сум под крие ја. Се под крие сум. Имам сменато може 20 куќи. Колку и да ви е тешко, не ви требаат луѓе кои ќе ве сакаат периодично или само кога имаат корист, денес или утре, а помеѓу тие 2 дена има пауза, предомислување, заминување и доаѓање. Ви требаат луѓе кои ќе ве гледаат со срце, кои ќе ја видат секоја нијанса на чувство во вашите очи и солзите пред да ви потечат. Ви требаат луѓе кои со вас од овој студен свет ќе направат една мала оаза. Таквите можеби се малку, но вреди да се пронајдат.